убава стара македонска народна песна посветена на кучето Караман. Вечерале 100 овчари, челник пео не вечерал. Го викале 100 овчари, ела пео да вечераш. Вечерајте 100 овчари, мене ми се не вечера. Нешто ми се наслушнуе. Којнски тропот. Караман ми подржнуе. Караѓузел подблекнуе. Уште речта не изрече. Си дојдоа јаничари. Изврзаа 100 овчари. Го врзаа челник пеа. Карамана го утепаа. Караѓузел го испекоа. Потера бело стадо. Ова песна е само најава за она што сега следува. А тоа е дефилето на македонски овчарски кучиња Карамани од Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, за кое што нешто повеќе ќе ни каже меѓународниот судија Габриел Стибел. А претходно имаме еден музички вовед. Почитувани мои сограѓани, голема чест ми е овде што сум во Кучково на крстот. Почитувани мои Ѓорче Петровци, голема чест ми е како кинолошки судија и како кинолог што еве општина Ѓорче Петров ни направи таква чест да бидеме овде и да ја презентираме оваа наша раса. Кинологијата е наука која го изучува кучето како најдобар пријател на човекот. Во светот постојат повеќе од 340 признаени раси и за тоа требало приближно, за признавање на тие раси приближно требало околу 100 до 150 години. И тоа се национални богатства на тие држави. Ако Германија го има германскиот овчар и тој потекнува од Аусбург, ако Германија го има Ротвајлерот и потекнува од местото Ротвајлер, ако Далматинецот потекнува од Далмација, нашиот Караман потекнува токму од овде, од општина Ѓорче Петров, Волково, Кучково, од оваа област. Затоа ве молам, еден аплауз за оваа наша гордост Караманот. Се надеваме дека и тој набрзо ќе влезе во фамилијата на признаени раси на кучиња, а како што знаете, малку општини, не во Македонија, не на Балканот, туку во Европа имаат вакво национално богатство
кое е старо илјадници години. Ако се земе во предвид тоа дека на една монета, на една паричка, на една обетка која е најдена во Лихнит, стариот Охрид, 2 века пред нашата ера, е главата на Караман, тоаш можете да замислите за какво богатство се работи. Ако го има на фреска во манастирот во Колубиново во Преспа, која датира од 1114 година, ако го има на фреска во манастирот Свети Спас од Добридол Сковско, и ако го има на картите на Виченцо Коронели, кој потекнува од кои карти потекнуваат од античка Македонија, а ги нацртал Виченцо Коронели, каде што е представен на грбот пред Александар, стои црно исправено куче, грб на Македонија пред Александар и грб на Македонија после Александар, каде се нацртани рогови, биковски рогови со буздован. Значи, тоа се само едни докази колку е стара оваа наша раса. Во 1996 година браќата Маријан и Владко Костовски прават еден историски потек и со тоа влагаат во историјата на македонската кинологија, собирајќи вакви кучиња од оближните места, тука околу Волково и планините низ Македонија, и тие прават зачетоци на формирање на старата раса Караман, што овдека веќе можете да ги видите кучињата, дека се тие веќе типизирани и дека навистина се работи за раса. Браќата Владко и Маријан Костовски имаат напишано неколку книги, имаат снимено повеќе документарни филмови за расата. Расата е 2011 година излезена и на поштенска марка, на македонска поштенска марка, а веќе во 2017 година почнува и незината афирмација. 2010 година господинот Слободан Милошевски, кој тогаш беше генерален секретар на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, ги прави првите напори за признавање на оваа раса тука во Македонија. 2012 година, кога бев јас генерален секретар на Кинолошкиот сојуз на Македонија, направено е караманите да бидат слободно вадени на сите изложби без да се плаќа котизација и да се вадат бесплатно родовници. 2017 година господинот Илија Каров станува председател на македонскиот клуб на Караман. Направен е нов документарен филм во негова режија за двете македонски раси и веќе 2017 година Караманот рамноправно се такмичи со сите други раси на изложбите во Македонија. А сега го поканувам Владко Симоновски со првиот Караман Атом, шампион на Македонија. Ве молам аплауз. Навистина ова се цени кучиња, многу им е топло. Владко, тоа е Атом, првиот шампион на Македонија. Сега одиме со една мала символика. Тука ќе направиме еден ланец. Го повикувам Владко Костовски, првиот председател на Караман клубот, да пристапи и да стави првата алка со неговото име на Караманот Атом. Исто така го повикувам и неговиот брат Маријан Костовски да стави втората алка. Тоа се првите луѓе кои започнаа со огледување на оваа раса. Тука е Љупчо Боцевски. Тоа е историјата на расата Караман и тројцата од Ѓорче Петров од Волково. Потоа ги имаме Томица Георгиевски, Дејан Велјановски, не знам дали сите овие луѓе се тука, Станимир Ѓуревски, вредни се да ги спомнеме, Жарко Трпески, го поканувам Дарко Димитриевски,
Ајде, Даре, полека. Аплауз за Дарко Димитриевски, кој ќе ги закачи и останатите кои не се тука. Повели, Даре, тоа е твојата алка. Навистина еден од најзаслужните. Сега да го спомнеме и аплауз за Даре, да го спомнеме и Владко Крстевски, кој ги судеше првите 3 изложби за Карамани. Го повикувам Илија Каров, Илија Ико Каров го повикувам да дојде. Еве тој ќе ја стави алката од Владко, кој за жал не е веќе меѓу нас. Илија, те молам, остани. Го повикувам господинот Слободан Милошевски, генералниот секретар на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Еве неговата алка. Сега имаме и тука други кои не се со нас. Тука е и господинот Сашо Пешев, Миле Алексовски, тука сум и јас, Габриел Стибел. Мојата алка ќе стави Ико, како и алките со останатите. Тука е господинот Панче Дамевски, Никола Ангелковски, Слободан Настевски, Веро Божиновски, Јане Серафимов, Владко Ананчевски, Илија Каров. Еве го Ико е тука, ќе ги закачи по овој редослед. Ќе правиме ланец од некои си 50 на луѓе кои се вредни за спомнување. Тука и алката на Владко Симоновски. Еве алката на Владко. Денис Селим го повикувам. Навистина има многу.
наистина има многу и последната алка е за еден голем пријател на македонската кинологија и на македонското овчарско куче, Александар Наумовски, актуелниот градоначалник на општина Ѓорче Петров. Ева го замолувам. А сега додека сме тука, исто така имаме и благодарница за господинот Александар Наумовски за афирмација и подршка на расата. Повелете. Благодарница за Владко Симоновски за особен придонес на расата и уште една и благодарница за општина Ѓорче Петров. Се надеваме дека овие алки што ги направивме ќе бидат во иднина, сега се околу 50 и нешто, во иднина ќе бидат уште многу повеќе, затоа што ќе има уште многу луѓе што ќе се занимаваат со оваа раса за конечно незино признавање. Голема благодарност уште еднаш до општина Ѓорче Петров од името на организацијскиот одбор на македонското овчарско куче Караман. А сега нека продефинираат караманите да ги видиме. Ве молам аплауз. Примероци на оваа раса. Една ретка прилика да видите на едно место толку карамани, да го видите тоа национално богатство кое останало уште од времето на античка Македонија. Уште еднаш голема благодарност до општина Ѓорче Петров од страната на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и клубот за карамани на Република Македонија. Ви благодариме.